Трчиме со Дуле и со Кумбето нова епизода. Денес сме побогати за неколку работи, од кои една е сликата во уметничко дело кое што сестра ми го нацрта и ми го поклони. Една голема благодарност до сестра ми Ирина Кузевска, многу нормално. Побогати сме исто и за некоја полица плюс на зидот, а исто така сме и побогати за неколку пријатели. Во денешната епизода за прв пат нашиот нов пријател е Филип Кетеринг. Дечкото кој се погрижи денес да имаме мезе во емисијата, која што претпоставам ќе го измезиме на првата пауза, а може и од после, како ќе ни се сака. Голем поздрав до Филип, запратете ја неговата страна на Facebook, Кетеринг услуги Филип Трајковски му се викат, и ќе видите какви магични работи прави и колку вкусна храна служи за секоја ваша пригода. А сега останатите наши поддржувачи... Сум магепсон од Човтина. Човтината. Да. А исто така да си ги поздравиме и поддржувачите што се со нас од почетокот, Зезалица, Разбуди се порталот, Јоцо Solution, Мими со југото и нашите исто нови пријатели од денес. Ја гледате ова прекрасна слика на широк кадар. Јас и Дуле пред Кино Манаки. Тоа се дели прес оф Македонија. Ако сакате и вие да си имате ваква преубава слика на еден стар весник од широк сокак на Битола, да си се сликате, навистина ќе ви остане еден добар спомен. Го има на две верзии, македонска верзија, со најинтересните работи што можеме да ги кажеме за Битола, а исто така за туристите имаме и англиска верзија. Ова нема да биде сега само Битола, почнуваме во Битола, ни кажаа дека ќе се рашират, ќе патуваат и во другите градови и ќе биде навистина интересно, затоа што во последно додека патував гледав во многу метрополи и последно видов и во Солун, па зошто да не и Битола, и само да кажам дека битолското е поубаво од солунското. Многу нормално, се знае тоа. А денес на наше големо задоволство гостин во нашата емисија е ни повеќе ни помалку туку градоначалникот на општина Битола, господинот Тони Коњановски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Чест ми е навистина да бидам во вашиот подкаст, битолски подкаст, наш подкаст. Да ви посакам многу среќа, успеси понатаму, добри гости, убави спонзори, како што имаме денес пред нас. Да ви заблагодарам и за храброста која имате да почнете вакво нешто. Млади луѓе сте, на градот кој е познат по многу нешта, може би му фалеше вакво нешто, и да заблагодарам за вашето учество и поддршка која дадовте во зимската приказна, со вашата куќарка, со исповедалницата или како би ја нарекол, каде што секој може да се каже својата приказна. Да, зимската приказна прерасна во една традиција. Не знам, јас сум воодушевен искрено, ова е моје лично мислење од зимската приказна и од сите настани што се случват, затоа што има активности буквално за од најмал до најголем. За секој, и за сечи вкус. И за сечи вкус, и траеше доволно долго годинава. Организацијата беше на одлично ниво и се надеваме дека ќе продолжи секоја година, затоа што привлекваме и туристи од другите градови. Од Грција исто идеја многу, доста пратевме, пошто бевме секој ден таму. Сакаме да прерасне во една голема традиција. Да, зимската приказна е своевиден бренд, веќе препознатлив е во државава. Многумина се обидуваат да не копираат, ама тоа е добро. Прават настани слични на нашиот, меѓутоа сега кај нас една, знаете како, секоја година нешто ново, и сега како велато на лесницата е се повисоко и и мораме да и нови сами треба да си срушиме рекордите, да се самите да се надпреваруваме со себе. Мислам дека направивме добар потек со поддршка на сите вас и на граѓаните на Битола пред се. Да, секој сака веќе да е дел од таа приказна на било каков начин, и добро е што на секој му се даде простор. Зборувам од страна на музика, секој еден бенд беше испочитуван да биде дел, без разлика каква музика свири.
слушатели имаме на било каква музика, не треба да ги подцениме ниту металците, ниту Турбо фолк, точно, имаше за секој вкус. И тоа македонски, се извинувам, вредности, наши. Да. И битолски, меѓутоа и македонски. Целата ми се чинијата македонска естрада, тоа ни е од самиот почеток, да си ги последно после ковид кризата, кога луѓето беа и затворени, меѓутоа и уметниците, актерите не можеа да се искажат доволно, дадовме една сцена во која македонските вредности си ги, без да подцениме се друго. И тоа е препознаено од граѓаните. Со нивната посетеност видовме дека имаше доста посетеност. Сега јас едно нешто сакам да ве прашам. Градоначалничкото столче е секогаш, поготово за Битола, најжешко столче. Сведоци сме и години уназад, кој да бил градоначалник, сите погледи вперени се во градоначалникот. Дали требало, дали не требало, не е ни битно. Се што не чини, оди во очите на градоначалникот. Ме интересира, пошто јас првпат интервјуирам градоначалник, што значи да се биде градоначалник на Битола? Еве, вие сте скоро 4 години градоначалник. Што значи да се биде градоначалник на Битола? Како го доживувате градоначалничувањето на Битола? Благодарам, видете. Точно 4-та година еве заедно ја газиме. Нема поголема чест. Нема поголема чест еве да бидете избран од граѓаните и да добиете таа можност да застанете како прв меѓу еднаквите или оној кој го представува градот или оној кој, да кажеме, се грижи. Меѓутоа, нема ни поголема одговорност од тоа за секој оној што многу сериозно пристапува на оваа позиција и на оваа функција. Јас сум битолченец кој немав друг ни еден мотив, освен како и предходно во професијата или во на што сум го работел, максимално да се вложам и да ја оправдам довербата на граѓаните која ми ја дале. Ја дадоа во голем број од сите политички опции, од сите етникуми и без разлика на тоа да бидете, како да кажам, доблесни, честни и со чист образ да влезете и со чист образ да излезете. Велам, тежината е огромна, пошто Битола е, можеби ќе замерат од другите градови, ама град со посебна тежина, град со огромна традиција и како минува времето, како врват деновите, можеби за некои работи не сум бил ни свесен. Верувајте, го имаме најубавиот град. Ова не е флоскула за да ја кажам пред вашите ценети гледачи. Не постои град со поголема историја, со поголема традиција, со поголема култура, ако сакате. Да не ги набројуваме градот на клавирите, градот на еснафите, конзулите и така натаму. Не бил џабе во еден период на Отоманската империја, една огромна империја која владеела и дел од Европа и источниот свет, да биде седиште на вилает, да биде седиште на огромен контингент на армија со 3 касарни, да биде школа со лицеј во кој големиот Кемал Ататурк се образувал, да биде... Па колку што имам читано, биле само 2 касарни, такви воени, една во Истанбул и една во Битола, за цела Османска империја. Огромен контингент, она видете, најспектакуларните градби се од тој период и не случајно по урнекот на европските градишта, градот на Манаки, градот кој бил разурнуван низ историјата и во пожари, меѓутоа и страдалник, после Верден е најбомбардираниот град во Првата светска војна. Почита која одаваме секоја година на и денот на примирието на монументалните и гробишта кои се од периодот на, значи тука се француската војска, германската војска, српските гробишта. Тоа сето ви дава една огромна Хераклеја. Нема, како да ви кажам, поле од културата, од историјата, мултикултурен град. Град страдалник, мрачниот период на Втората светска војна и прогонот на евреите, скоро ќе го празнуваме во март, ќе го одбележуваме. Тоа сето дава една тежина и одговорност да вистина да бидете на место кое многу значи, каде што можете и да
покажете меѓутоа и голема одговорност. Посебно имајќи предвид какви сме битолчани. Да. Затоа и ве Тоа е прашав. посебен предизвик. Затоа ве прашав. Тоа е посебен предизвик. Ние сме специфични кога секогаш ќе одите во Скопје и по состаноци службени, неофицијални, вие битолчани. Да. Ние битолчани. Да, ние битолчани, не дека сме најдобри, дека не знам што, меѓутоа имаме голем товар и голема тежина да си го зачуваме и јас само единствено велам. Да си го сакаме градот, ништо повеќе не ни треба, ќе имаме сигурно на крајот и порака и до младите и сето тоа. Само да си го цениме, она што го имаме дома, зашто видите, не постои дипломат кој не е дојден овде. Не постои првата, Црногорскиот беше скоро, првата средба му беше тука, надвор од Скопје, посетата на евроамбасадорот Рокас. Првата посета беше токму во Битола. Не е тоа случајно, не дека не доаѓаат ради мене или доаѓаат ради градот, доаѓаат ради позицијата која има, која изградила Битола и на тоа треба да биме свесни, да ја градиме и навистина си го задржиме место, зашто и во Југославија и во Македонија сме се водели како некој слепо црево. Битола повеќе не сме да биде слепо црево. Да. Осеќаме некој мал, не знам, јас себе осеќам некој мало размрдување, пример сега откако се отвори Близ, откако почна да се гради во касарната, малце мрднаја работите од аспект на локална економија, Близ влечи луѓе од сите градови околу, што се Охрид, од Прилеп, од Ресен, од Грција идат за во Близ, ги гледам скоро секој ден. Така да има и најава некоја таму во касарната дека ќе се гради некој трговски уште еден. Веќе се гради. Тоа е многу добро за локалната економија и за луѓето да се размрдат малце, има нови работни места. Ние долго време не го имавме почувствуван овој момент сега, барем јас што го чувствувам, ба сигурен сум дека и многу други. А многу притисок има вашата функција и дали сигурно идат и многу неоправдани напади и коментари према вас конкретно, вие сте сега на таа функција. Како се справувате со тие? Допират до вас многу нешто, некој неоправдан коментар кој ќе прочитате или кој ќе слушнете, нешто што вие не можете да го смените или не е ваше да го смените, ама сепак вие сте крив. Да. Јас точно во право сте, во стартот, во најавата која кажавте, буквално вие сте пред граѓаните за се. Иако заврни снегот, иако не заврни снегот, иако некоја шахта е затната, иако не е, ако падне дрво, ако проблемот со кучињата, скитници, со милион прашања кои едноставно не знаете денот како ќе ви почне, освен овие договорени средби, настани кои се секојдневни. Работното време ми почнува како и на секој нормален граѓанин рано наутро, а кога завршува, јас самиот не го знам, и со тоа сум потполно свесен и помирен. Јас стапив на ова место, јас немам работно време, и тоа така треба да биде. Значи, тука нема дилема, ама ти смета или не можеш или можеш. Едноставно, дури и помладиве соработници знаат, или луѓе кои помалку ме знаат, како можеш да стигнеш. Да, си се нафатил на тоа и тука немам мрдање, одговорноста е преголема. А дали ме допира? Да, имаме чести, во кој смисол, имам чести средби со граѓаните. Значи, прво сум човек што се движи низ градот. Не сум човек што се крие, што се вози само со автомобил службен па не излегува. Него напротив, каде е проблемот, одам директно да го видам, да го уочам. Ако има некаква незадоволствена група граѓани, се гради улица или нешто, одам да се слушнам со нив, да се договорам, или тие ќе дојдат, или ние директно на терен. Или да познаници, непознаници кои на улица ве застануваат, вие мора да имате време на секој ден посветите внимание. Плюс отворените денови кои ги имаме. Кога се извинете што ве прекинувам, кога се? Па тоа зависи од како ќе има група луѓе, како ќе се пријавуваат. Значи имаме оние редовни средби кои се официјални, најавени, дали се тоа делегации, не велам само од Скопје или од надвор, него и друштва, дали се спортски, дали има бизнис секторот, меѓутоа има и обични граѓани кои имаат некаков проблем. Се најавуваат и се закажуваат. Жалам ако се чека можеби предолго, тие ќе ме најдат. Значи ќе ве сретнат или на улица, меѓутоа сакат да дојдат да поразговараме и го кажат проблемот.
За жал, многу се од нив и за вработувања, многу се за личен проблем. Се трудите да ги упатите, ако ништо друго, не можете на сите да им Точно, да им точно. помогнете. А во однос на оние, злонамерни или кои Битола е таква средина, јас сум помирен со тоа. Кажавте претходно, чуден, Ние ако би сме- искористиле турцизам, терсене народ. Ние сме луѓе кои сакаме да си седиме на широк сокак, да си го испиеме кафето, малку подолго од што треба, неколку сати, да си подискутираме, да коментираме зошто е ова вака, оти ова вака, абе види ова може вака. Знаете, А сите кажуваат како треба и зошто меѓутоа велам, дојдете, помогнете, запрегнете ги ракавите. Никој не прави чекор, Ајде, да. да кажете, да, ќе ослушниме. Проблемите јас кога ќе ми кажува за некој проблем, јас повеќе од вас ги знам проблемите зашто се движам буквално. Тоа ми е веќе и обсесија да видам и знам кај е Балкана, знам кај има ѓубре околу контейнерите. Знам кај има депони, кај се појавуваат, 1000 пати сме ги исчистиле. Сето тоа ми е јасно, се нервирам со многу работи, со гузвата во сообраќајот и бараме решенија, секојдневно се трудиме да подобриме. работите, извини, ќе те прекам уште кратко. Извинете ако сум Не, долго не, 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 обяснувањата, супер. ама Работите во координација со јавните предпријатија? да. Пример, ќе се копа улица, треба да се искоординираме со водовод кај ќе копа, со нискоградба, не знам, ќе се затвара патот, известувања, тоа се прави во координација со другите. Да, се прават секако работни средби, тоа се знае се оди по програмата, кога ќе се отвори улицата и така се информираат сите надлежни институции, од Министерството за внатрешни, од кабелските оператори со кои често пати ќе имаме закаснувања, повуци, потегни, ќе им скиниме некој кабел или тие ќе се вклучат кога не треба, соева на јавните предпријатија. Битола е град со најмногу јавни предпријатија, никој нема толкав обсег. Скопскиве општини кои навидум се големи, го немаат, тоа тие имаат ингеренции споделени со градот Скопје. На нас е овде се многу основни училишта, многу средни училишта, многу јавни предпријатија и сето е тоа под капата на општината, мора да го искоординирате. Често пати ќе заглават работите, сакате да се движат побрзо и сето тоа пак во соработка и со операторите кои ги изведуваат активностите. Значи, ако ги поставува водовод, нискоградба, сите тие работи кои се инсталациите, меѓутоа има и оператори кои се за завршното финализирање на улицата, значи предпријатија кои се од приватниот сектор, мора и со нив да се искоординирате, мора да и контролирате дали е се направено. Многу пати ќе се закараме, ајде рокот вегази, граѓаните помагаат, Чувствувам последно дека се на време некако се изведува. Има. Скоро се. Гледате, може би сме преамбициозни, да кажам, многу работи сакаме. Да, главниот муавет е дека се цел град е ископан да, и тоа сум свесен и тоа е така зашто работиме од виден. Немате вие време, ве гази времето да ја завршите една улица, па после тоа друга улица, па трета, значи мора истовремено многу работи гледајќи да не ќе издржиме. Главно е да се направи и да види подобро од што било, ќе издржиме и често знам и да им се извинам на граѓаните за непријатностите кои имаат во сообраќајот. И мене ме погодуваат, меѓутоа велам многу е обемна материјата, тоа е град со стара архитектура, ние немаме булевари. Ние немаме булевари, ние не можеме да отвориме нови улици. Освен во Арама, еве, дооформуваме се она што треба, ние не можеме да пробиеме улица така од Гоце Делчев нагоре сега. Тие се улиците кои се гледаме да ги направиме, многу се нервираме со гужбата во сообраќајот. Како викаат по старите Битола е кроен за пајтон и не бил за коли, сега самата експанзија да си градот живее интензивно и Битола е еден од поживите градови. Гледате тоа, го гледате и преку ден и го гледате и навечер. Значи ни еден град не може да се спореди, освен пак велам Скопје метрополата, кој е најголем град со најмногу жители, меѓутоа. Сме активни, меѓутоа имаме некои навики, после ќе породискутираме кратко. Имаме некои навики што мора да ги смениме. Значи не е секогаш се, јас велам, не е секогаш се до институциите. Пак ќе кажам после ќе поразговараме на некои такви теми.
Треба, ако преге, како што кажавте, сите сакат да кажат после долго кафе, ова требаше вака, ова требаше така, ама имам чувство дека никој не тргнуваме од самите себе промената да ја направиме. Тоа е основно. Че за да почнеме некоја промена и да речиме сега дека треба ова да биде поинаку, треба од сам себе да тргне човек да се смени прво, а после ќе бараме одговорност. Зошто? Зошто јас комуналец велам уште 1000 луѓе врво му, па нема да не дочистат. Тие никогаш нема да не дочистат. Тоа ова што се случува од нас луѓето, Од нас е е се катастрофа. точно. Никаква свест немаме. И не е муабетот сега дека ние ќе викнеме тука па ќе велиме нечисти комуналеци или чисти, значи чисти. И колку диви депони на колку време ги чистат, јас читам секој ден локални медиуми, значи луѓето чистат, не можат да не дочистат. Многу наеднаш навлеговме сериозно и одма се фативме за работа, ама ме интересира покрај сите овие обврски, предизвици што ги имате, притисоци многу да не речам со што се идат со функцијата, дали успевате вон работното време, колку успевате да бидете со фамилијата, со внучето, со сепак сте сопруг, татко, дедо и така натаму. Дали сметате дека доволно имате време или дека на штета на фамилијата сега повеќе се посветувате на градот? За жал не е доволно тоа време, морам да бидам искрен. Се обидувам некој компромис да се направи, ама невозможно е, зашто велам толку настани има, каде што треба да бидете. Не дека јас мора да се појавам сегде, меѓутоа знаете како луѓето очекуваат. Правеле некој настан. За нив е многу голема работа како градоначалникот на градот, не дека сум јас или вие или било кој утре. Како функција, како функција им дал тежина на настанот и тоа за нив значи. И јас тоа го чувствувам и тоа така треба да биде. Сега ми фали прво лично мене, ми фали движење повеќе. Јас движам и преку денот, меѓутоа знаете како на пешачење порано си имав обичај да свртам круг околу градот, барем на секој старите ја викат инфарктштрасе. Да свртам, па ќе се видиш со еден со друг. Сега немам време за тоа, а фамилијата најмногу тоа го чувствува. Имам внук 3 годишен, со кој заедно живееме и сега веќе го наоѓам на вечер кога беше помост, знаете, вие се враќате, тој веќе спие, сабајлето за во градинка, не знаете дали ќе се сретнете или не, и ми фали тој период, таа, да речам, комоција која ја има еден, ајде да кажам, човек кој не е толку јавна функција, али велам, компромис мора да се прави, фамилијата е навикната уште од периодот и како лекар, и во ковидот, и пред тоа, специализации. Научен сум некако, може и повеќе на другите ќе посветам вниманието, а сопругата често ми колку за фамилијата, ама некојаш таков е човек скромен. Може да следувате работите бидат подобри за фамилијата, за потаму. Јас гледам, знаете како, било мотивот е за вас, младите, децата, да останете тука, да работите ова што вие го правите. Затоа велам, ова е голема работа што ја правите. Вие можете, како и другите, куферот и не знам каде. Нигде нема да ви е подобро. Сите мислам дека сме имале такви кризи. Многу значи, каде живеам, во Штутгарт или во Стокхолм живеам, што дека живееш во Штутгарт или во Стокхолм, кога не си го видел, немаш време, од село кога ние овде немаме време да се видиме, да стигнеме, така ни фали време, секој ден дека имаш време таму. Да не се залажуваме, знам дека системот е проблем, знам дека треба многу повеќе да направиме, луѓето не бегаат само финансиски, бегаат и од други работи. Од несредени, од недобро здравство, од недобро образование, од немање градинка, немање системи, тоа многу ми е јасно, ама мора да ги привлечиме и тука да ги вратиме, некако барем. Кои вредности ги сметате вака за најдобри кај една личност? Тојте искреноста во секој случај. Луѓето не можете да ги, било која професија, мора да бидете искрен. Прво пред себе, честноста, работливоста, интегритетот. За да зборувате нешто и за да работите нешто, мора да имате интегритет. Мора да сте, она што кажавте вие, мора вие да сте. За да се исчисти снегот, мора прво вие да си го исчистите пред дворот. Мора вие да покажете пример како треба и да платите паркинг место. Разговарав во паузите 30 денари
да не речам цел ден. И луѓето се уште одат да ги кршат колите по некои чикмаци, по да тоа не можам да го разберам. Тоа не можам да го разберам и тоа треба да го менуваме. Не знам каква кампања треба за тоа да направиме. Да, нема доволно простори, свесен сум за тоа, ама луѓе кажуваат катни гаражи, само кој дојдовме од друга. Јас сум убеден и катна гаража да има, дека луѓето кога ти избегуваат на равно, доди па тој ќе се качува по катна гаража, ама еве се ќе правиме да го смениме. Имаме ни овде еден паркинг огромен кај Спортската што кошта 30 денари, а од Каршија гледате потребници по тротоари по паркирани коли за 30 денари. Како што реков, тоа ни јас ќе го разберам, нити никој нема да го разбере. Ни тоа да се менува. Едноставно е така, да. И сега не можеме ние да имаме 5000 полицајци и на секој човек по еден полицаец да не казнува, на пример. Значи честно, што одговорност. Мора да бидете одговорен тоа што го работите, да сте свесни што работите, било која професија. И вие, медиум сте веќе сте медиум, веќе ве слушаат, ве гледаат млади, ветерот сте и вашата одговорност исто голема. Огромна. И треба сте Искрено, да го кажавте делот со снегот, многу често ќе видев, си го чисти снегот од дворот и го фрла на сред улица и истиот тој вечерта пише статус на социјални мрежи, не ги чистат улиците. Тие ги фрлат на сред улица, значи наместо пред куќа, фрли го снегот зад куќа, ќе се стопи тој, да, значи од нив самите не тргат луѓето. И најчесто тие се најгласните во градот секогаш. Јас немам видено човек што стварно си плаќа паркинг, си чисти снег и сето тоа, да нешто му смета. Не пошто знае до кај ни се границите нас како општество тука моментално, гледајќи ги останатите. Сепак треба да едукација доле, како и едукација и одговорност. Знаете како? На запад е одговорно и да го пријавите комшијата. Точно. Ако го фрлил ѓубрето на непрописно место. Ке се јавите, ке крените телефон. Кај нас тука е, сите се знаеме, сите сме познаници, а сега јас. Од мене зависи, да, од тебе зависи, од секој од нас зависи. Па ако почнат сите секој од нас да зависи. пријавуваат, можеки има некоја И за корупција, и за било која. Кренете го телефонот. Јасно, дојдете, кажете. И ми праќаат, јас ги гледам често и по портали и сликите и веднаш реагираме, значи слика непрописно, потребњаци паркирани или депонија, со депониите е чудо, што да ви кажам. Да. Значи има места кои не знам 10 пати ако ви кажаме малци. И кој го валка тоа или по селата често како ќе не викнат да изчистиме, велам бује, а кој доаѓа, кој ви валка? Некој ви истурил ѓубре од градов или обратно? Не. Од нас си е самите. Дај, барем направете едно место, наполнете го, ќе поминеме, ќе особериме. Нека нема 10 места растурени. Мене ми е тажно, најтажно, новите генерации. Јас живеам тука во близина на новиот парк Довлеџик, што се направи, и често го шетам куќето таму. Ве видов и неколку пати кога бевте на обиколка до кај паркот и како е сето тоа, и навистина многу личен, убав парк излезе на тоа место. Да, и има уште работа, а веќе 4-5 канти за ѓубре фалат. Значи, јас бев сведок, околу пред полној беше, го шетав куќето, малолетни деца на возраст, би рекол, не повеќе од 13-14 години, со клоци ги кршеа првата недела само што се поставија. Значи, и са имаш некој гнев во мене, дали додам да му врзам по една, се викам, не сум јас тој што треба да направи тоа, ќе лежам, ќе ме пријават, одма ќе ме собери полиција. Значи, домашните за детето да го има тој гнев и да прави така. Да, неверојатно. Треба стварно или да не му е посветено внимание, или стварно да е воспитано на многу погрешен начин. Многу корени. И тоа беа 3-4, знаеш, сакам да кажам дека не е еден багабонд во друштвото, туку сите нови генерации размислуваат дека бе не е тоа мој, не што сака. Да, ќе го уништам. Да. Знаете како од дома почнуваат работите. Да. Воспитувањето е основно. Никој не може да ви помогне после, тек кога ќе се оформи некој карактер веќе после 12, 10, 11, 12 години, тоа е пропуштено. Од мали се учат, така не учат, така не воспитува, да ги почитуваме возрастните, да остапиме место, а не дај Боже па да кршиш нешто, да правиш клупи во паркот или дрвца, да. Са родителите кој гледаат, тој го ниша дрвцето, мислам, кој е тоа од дома треба да. Многу корените проблемот и голем проблем е тоа кај нас кој што треба сите треба да делуваме и да учествуваме. Да ги опомениме и да ги кажеме, не фрлај ѓубре. Точно.
Па, еве тоа што преги го споменав со снимањето, најпозитивно барем нешто снимај ги, објави ги, па нека ги шиканира јавно народно после. Па, што да ви речам, да. И затоа моето следно прашање е доколку имате едно магично стапче, која би била единствена работа прва што ќе ја смените во Битола? Нешто што најмногу ве копка. Вас ви е приоритет број 1 да го смените во градот. Па можда повторно ќе кажам, ајде ако речеме хигиената и сето тоа, еве две работи се и нередот, хаосот во сообраќајот на кој самите придонесуваме. Не навлегувам во тоа дека точно се работи на доста места, дека тоа предизвика дополнително, меѓутоа паркирање по тротоари, качување на колата, нема место кај да помените. Не само по тротоари, по ленти, по доскоро во коловозни офицерски ленти. во едниот дел беше дозволено, другиот не. Па се начукале сите, па потребњаци паркирање. Да. Па по некои улички од позади, има доволно, мислам, велам, треба многу уште паркинг места и затоа тој потек што го правевме со отстранување и на диво поставените или временно поставените гаражи, сакаме да правиме, многу луѓе се загајани не таму згради ќе се прави. Не. Нема на ни едно место каде се подигнати гаражи, нема да се прават згради, сигурно ни фалат зелени површини и ни фалат паркинг места. Онаму каде што според деталниот план може да има паркинг, има паркинг. Онаму каде што има парк, секаде ќе има зелена површина или се трудиме, не можеме тоа веднаш да го направиме, ама Не може да сватат луѓето дека е долг процес да посадиш Одиме во дрво тоа и да насока. порасне за да има сенка. Прво треба никој да не го скрши, Па еве во а паркот. второ треба 15-20 години мала да поминат. и само критика или било како паркот кој точно се оформи. Сега се оформија површините, сето тоа, клупи се поставија, сега треба уште таа подлогата чекаме малку зимово да помини подиграчките да се доформат, зашто не се комплетирани тие справи играчки и само дам луѓе шофали ги прашувам во комуналец. Имавме една акција са шофали. Парк, што треба паркот да има? Треба да има зеленило, треба дрвја да има. Па дај направете му акција да го, ама сезона е, сега не е, па добро имавме една акција и со еден голем проект 1600 садници се насади и доста и во паркот, така да се надевам дека има луѓе кои ги гледам и ми се јавуваат, вели јас со кантата, вели секој ден залевам. Не можеме се, додуше таму има и наводнување инсталирано, меѓутоа треба секој да си Да. Грижа за природата пред се и тоа е за нас. За поколенијата останува зелена нешто, површина која многу мал се помалку зелени површини имаме во градот. За жал касарната е урбанистички проектирана таква како што е таму. Скоро дрвце да не остана. Да. Тоа исто треба сите површини околу да се засадат сегде. Видите, таму е уште едно големо градилиште, така да. Имате вие омилено место во Битола? Од цела Битола е некој омилено место. Пример, не знам, Сад кулата, Стара чаршија, Тумбе кафе, Па, видете, Хераклија. да. Некое место кај што вие се чувствувате најмирно, најголема благосостојба кај што чувствувате. Ако го изоставиме широк сокак, кој е авенија каква ја нема ни еден град со не странци, некој не поминал тука, се воодушевуваат, сликаат, не можат да се изначудат на тој наш и менталитет и како е таму толку секогаш живо и актуелно. Порано често Тумбе кафе се качував и затоа меѓу првите и проекти кои ги зацртавме беше таа која се оформи, треба уште малку да се дооформи таа пешачка патека што е до Смолево. Видете, го имаме најубавиот парк. Еден податок кој можеби не го знаете. Го кажувам честопати, во поранешна Југославија, два интересни има податоци за Битола. Едниот дека по бројот на возила, после Марибор, по глава на жител сме втори. Сме биле втори. И јас мислам уште тој епитет го имаме, зашто знаете, ние имаме култ битолчани по може друго да немаме, ама возило добро, кола добра, јака. Немаме дограма, убава. Тоа ќе трпи, ама кола, тоа нема шанса да се нема. Тоа е една и дека ја имаме најдолгата пешачка, да ја речам, патека градска, и ако земите од сатот, од градскиот часовник до стадионот
со 2 пресеци Да. не постои град, во Македонија сигурно нема, меѓутоа и во Балканскиве, значи на ниво Југославија, велам на тогашна, кој има толкава пешачка линија пешачка. Тоа е сигурно, не знам, километар и пол, 2, можда 2 километри е сигурно, која треба и ја користиме секојдневно. Ми беше зборот дека често на Тумбе кафе одев. Горе ќе си направив еден круг качување од едната страна, слегување долу од кај Стрчин. За жал, велам, немам време сега, еве сега таа патека ќе биде дел и осветлена. Слушам уште недоредени елементите, повторно се уништуваат и апел и до младите си ги чуваат се тоа што го правиме и со игралишта и се. Апел не помага. Дали може да очекуваме или не знам, може би вие во план, може би не, ете да кажам safe city како во Скопје, во смисла на морам тие работи да ги заштитиме со камери, со видеонадзор некако за некој да одговара, пошто тоа до бескрај мислам нека ќе оди оштетувањето. Апели не помагаат. Да, ние ми се чини минатата година промовиравме, ако не се лажам, или крајот на годината пред тоа, имавме и ангажирани експерти, направивме на feasibility студија за потребата од поставување на камери во градот. Ама буквално беа лоцирани скоро сите места. И тоа увидевме дека е проект кој многу кошта. Да, да. Дури чудно, некоја вредност излегуваше скоро, не знам, повеќе стотици илјади евра. Сумата на кај милион одеше. Меѓутоа, јас се чудам, веројатно сите тие линкови кои треба, вие подобро знаете, да бидат поврзани камерите, можеби не се толку, еве и колку да се, сега се Инфраструктурата, надзорот на луѓе да инфраструктура, надзорот кој треба, местото каде ќе биде тој центар кој ќе работи со него, и тоа кошта доста, меѓутоа има шанса во ова сега што го прокламира и Министерството за внатрешни соочени со се поголемиот вандализам. Мислам дека имаме шанса да бидеме еден од градовите кој дел со наши средства, дел со помош владини од Министерството, во интерес на сите и на Министерството за внатрешни, и ние тие нас не било да ве поставете, вели едва и поставете наместа тие регулативата до сега слушнавте, треба 5 закони да се сменат за да можете, а сегде во светот се е покриено со камера. Ако некој се лажи, ако некој се лажи дека ами приватноста не постои таква работа. Нема. Ние сме соочени со мобилниот телефон кој го носиме со нас, ние приватноста е завршена работа. Автобус влегувате по 5-6 камери има, влегувате во кај да влезите, долу вие сте фокусирани, пратени, и тука нема бегање од тоа. Да, апсолутно. Така Да направиме едно паузиче. Може. Едно паузиче ќе направиме. Овај пат нема да ни е паузата за џабе за джингл, ќе ни земиме здифи по некој ќофт. По некој ќофте и ќе се вратиме пак. Пауза за мезе. И сега во вториот дел со Кумбето имаме некои работи што нас не мачат, да се изразиме така. Моето прво прашање ќе биде, мене лично што ме засега, е градинката во Карпош. Вангел Мајорот, таму оди помалиот мој син. Имам често забележувам дека дворот на градинката, еве веќе не знам 2 година колку е малиот таму, дворот не е уреден, тревата не е искосена, лисија не се собираат, некои плочки се подискршени, не е едноставно безбедно за дечињата кои ќе дојди пролет, лето, нели нормално ги вадат надвор. Не сум се обратил искрено јас до некоја институција, ве користам ова прилика вас да ве прашам и да апелирам, ако е можно нешто, дали е планирано некој вид на санација, таа градинка Вангел Мајорот, за да може дечињата напролет на лето рајат да играт, оградата е пробиена на неколку места, сепак старо објекте. Пристапот исто беше лош, па апелиравме на Facebook, дојде некој, не знам кој тури чакал, кај што беше кал за да се влези во градинката, му се заблагодарив тоаш на Facebook, иако не знам која, и ова прилика ја користам.
Дали може да очекуваме ние родителите нешто од 2025 година, тој план во градинката да се подсанира нешто? Видете, ова како граѓанин или како родител, што го кажувате за поздравување. Меѓутоа за жал е што оние кои треба да сигнализираат, јас искрен сум и многу реален, че тоа е раководството на градинката, директорката, требаше да апелира и да сигнализира за овој проблем, не можете сега и да видите. И еве јас си земам за задача баш да видам целата состојба. Во повеќето градинки ги знаеме проблемите, ама еве за дворниот простор што не е некоја филозофија да се среди или да се направи, него работа за која не би требало ни да разговараме. Не само. Да, ма ете добро. Мислам, како да речам, не би требало да се разговара, да се дворот да се среди, зашто се повеќе инсистираме што повеќе активности да имаат надвор децава, да се дружат, да видат што е природа, требата да со технологијата. Во многу градинки и на запад каде што сме биле или во паркови, во парковите има места со песок. Да. Кај нас се подразбира парк како е дека тоа мора да биде или патеката асфалт или бекатон или не знам што, не. Песочни. Песок, да. Песочен, ситна гранулација, песок е. И за децата да можат да фатат, да можат да шутнат, да можат да се извалкаат, она како што го прават еве сега во современиве по модерни игротеки. Постои место каде што може со песок да игра. Да. И тоа му е потребно и за тактилниот осеќај на детето и за неговите развивање на вештините. И за кожата и за се, да. Камо да правиме мове за дворот дека треба да биде уреден и среден и да има тоа. Директорска функција во градинка, не обвинувам никој, јас не знам кој е директор, искрен да бидам на градинката, не ме интересира. Самата директорска функција предпоставувам носи обврска ако нешто не е како што треба да бара негде. Значи имаме министерство, имаме некои други институции. Например, еве јас ќе видам дека не ми уреден двор во градинката кај што сум директор. Дали можам да се јавам во комуналец да му речам дечки, извинете, дали може еден ден да дојдете тука да се скоси да се напред да се. Кога вие можете да се јавите за како не може. Значи таа соработка помеѓу јавните мора да си постои меѓу јавните, меѓутоа Велам баш ќе го... Добро, некојаш има ето затајување. Не ми е целта никој да... Не. Значи, не напаѓа никој. Проблемите се милион во градов. Да се разбудиме малце. Така. Значи, да се разбудиме самите, затоа што родителите и самите граѓани свесни сме дека малце сме и пасивни. Ние, не ни е нешто убаво, ама не пријавуваме. Не се јавуваме, не бараме, еве јас се искористив дека ви сте. Не, ако и добар, јас мислам притисокот од јавноста многу значи. Да. И затоа мислам потребни се и дури и дебатни емисии и сето тоа да разговараме. Не да се обвинуваме, меѓутоа да ги отвориме проблемите. Да се решава со проблеми таму се нашите деца, значи како да ви кажам, од градов децата, тие се. Нас, господин градоначалниче, ние смачено, искрено ќе ви кажам, како аспект на обичен граѓанин, ние смачено од препукување од политики и мислам дека вие не сте политичар. Вие сте градоначалник, тоа за мене не е политичар. До негде можеби е во ред. Нас ни е смачено и искрено од друга страна ни е смачено тоа што во сите предизборни кампањи уште разговараме за улици, канализација, водовод. Ние сакаме да разговараме и да добиеме програма за поквалитетен живот. Во поквалитетен живот, според мене, спаѓа безбеден сообраќај, дали треба нов сообраќаен план носење, не знам, тоа си има експерти кои што треба да го видат, поквалитетни услуги, дали било то струја да не ни прекинува во зима по 5 дена или не знам како што имаше случаи, кога услуга на институциите, тоа е тој поквалитетен живот ние што го бараме. Улиците, водоводот, канализацијата се као основни, кои што јас не би ни ги спомнувал, ама кај нас е така како што е. Во 21 век. Во 21 век за улици уште да правиме муавет. Срамота е да збораме за затворен базен на кој што во моментот појки на никој не му треба. Сакаме во предизборните кампањи, еве ги апелирам, пошто се ближат
нели новите локални избори, да добиеме некоја понуда за поквалитетен живот. Ред и дисциплина, еве исто ќе се пожалам, еве ја користам приликата, во 1 во 2 ноќе јас живеам на Широк Сокак, со веспи се тркат на Широк Сокак. Јас полицаец на Широк Сокак немам видено. Точаци се возат, шетаме деца, внуци, само претрчват со точаци, со мотори се вози. Тоа е тој поквалитетен живот. Ред и почитување на правила. Јас не верувам дека ние можеме совршени да бидеме. Меѓутоа, да се изнајди некој начин, не е само, јас пак велам, не се само институциите тука проблем. Да се изнајди некој решение, некоја понуда да добиеме конечно ние за поквалитетен животот и имаме Битола, цело време ја фалиме, ја кажуваме и греота е да го да се немаме. чуваме, тоа е да Не се е се во да ваша ингеренција, вие не можете да делувате на МВР, За- да правите за овој проблем- патроли и така натаму. За овој проблем скоро разговаравме баш и со представници од министерството, зашто сите знаеме, мислам, јас велам, не знам, толку се движам низ град што хајде да не речеме, скоро секој еве проблем сум го уочил и кога јас можам да го уочам, значи го уочиле и граѓани што буквално им гори или под зградата или под еве сочени се со таков проблем. Сите знаеме дека лето сега ќе почнат да дивеат со моторчињата, веспите, да не велам кај е тука фамилијата и семејството и кој им ги купил тие. Да, од 13 Оти години тие, возат веспи. така, возат од 13. Ни кацига, ни ништо помајца слечени. Се берат онде пред под домот на културата. Ќе гледате по 20 ги гледате и тоа не може никој да го примети. Можеме, меѓутоа треба да бидеме сите поактивни, поагилни, повеќе акции и во училиштата, и сите заедно, поширок Сокак точно. Лудо се вози по шеталиште, лудо се вози места каде што не би требало. Да. Ајде, ние може и ќе речеме си сме научени, Ама не е ама така. има многу туристи што гадно гледат Што е на тие научено, ќе нешта, да? истрча дете од зградава, ќе излезе и Значи, тука сме особено, загубили да. Точак Церски да ќе, буде, мислам, што да ви кажам. Пак ќе се вратам од некое друго, не е тоа носталгија некој време, па не застанува и Ги вадеа вентилите не да. ги вадеа. Сега имам Тоа не ти не смееше да помислиш, ама еве и да помислиш да го возиш, ако те најде, а ги имаше често и баш разговаравме дека потребно е присуството и граѓаните бараат присуство на припадниците на министерството, ги осеќаат како пријатели, не се тоа буквално ги бараме да бидат повеќе. Сочени сме и со недостиг на бројот и со други безбедносни предизвици со кои се соочуваат, ама пак велам, и од нас многу работи зависат. Тука е родителството, тука е фамилијата, аз не знам дали не знаат нивните деца кај одат, дали не знаат кај возат и кај треба да се вози и како возат. Да. Сега не можеш да дивееш се надпреваруваат по шеталишта. Ајде, гледаме само последно како настана и протестите и се многу млади загинуваат баш од Точно, небрежност. а граѓаните бараат елементарна работа. Да. Ред, Секој да се осеќа култура, Да, ни безбеден начин, не е тоа Тоа што нешто, сме барале, не е ние тоа нешто нешто научна невозможно. фантастика што бараме, ние вештачка интелигенција, бараме да не се вози стотка по партизанска. Кога ги ставивме тие легнатите полицајци на булеварот. Порано на булеварот, знаете, милиција горе кај фурната, кај Црмост имаше редовно или многу често. Сега не би треба милиција. 50 нема шанса да крените. Па и на ученици Зашто има од многу горната само гимназија тоа. таму. Начинот и ние еве сега пред сите училишта поставуваме, има цела една акција и сегде каде што можеме легнати полицајци ќе има, тренд е во светот, стеснување на улици, со тоа се намалува движење зона 50 максимум, зона 30 во град треба. Во Епинал бевме, град сме со кој сме збратимени, зона 30 е во цел град. Вие не можете повеќе од 30 и да сакате да возите зашто сето е толку стеснато, дали со зелени површини, дали со столпчињата кои едноставно возите во колона и вие немате шанса да развиете, да претекнете некој да правите. Еве често да би во Шведска села со две улици го има то стеснување и сето така да си се граѓаните заштитени ако се 5-10 куќи секој. Во Грција го има. Помина тоа време на широки булевари, не знам што ќе си го испланирате времето и се движи едноставно сообраќајот. Пред да ви постави Кумбата едно футуристичко прашање, јас сакам да ве прашам дали вие сметате дека во центарот имаме премногу сообраќај. Дали сметате дека паркингот во центарот е ефтин?
затоа што ние одиме на кафе со колите, одиме на работа со колите в центар и некој му е, нема е проблем 300 денари за цел ден да ја паркира колата. Мене ако ме прашате, 300 денари е малце за во строгиот центар, кај Пинал, кај Сатот, тука тие што се, кај Гроздот, тука кај што е улицата до семафорите. Дали ако цената во тој строг центар на паркингот оди повисоко, мислите дека може да се одучиме да одиме на кафе со колите или за без веза да паркираме или не знам од тој аспект нешто. Точно, мислам пова што го кажувате, буквално темите кои ние ги размислуваме се и теми кои вие граѓаните, младите ги чувствувате и проблемите се заеднички. Да. Значи она што го уочуваме, точно е тоа, оти ние сепак податоците и она што вие како да кажам, забелешките кои ги дава еден обичен граѓанин кој се движи низ градот, се тие. Како што кажав, сообраќајот е една од клучните работи. Во изработка сме и во нашиот проект како проектната програмата која имавме како локална самоуправа, со доаѓањето на позицијата беше нов генерален урбанистички план. Битола нема 20 години, тоа е многу битно, тоа е на визија за градот во наредните 10 години. Тоа беше моето прашање. Зошто постоеше една сива зона, 20 години нема, кој како сака гради, кај гради, наоѓа место и еден хаос, да речем, во урбанизмот, а за таков план ви треба 4 години добри да го изработите и ние сме негде на средината или можеби во втората, трите четвртини од изработка на таков. Тој опфаќа и студии, повеќе студии се таму, меѓу кои многу битна сообраќајната студија. Како ќе се одвива сообраќајот, како е предвиден во иднина, имајќи од предизвиците, новото темпо, начин на живот, зголемувањето или смалувањето во средината. Скоро имавме и гостин од Лјубљана, еминентен професор кој беше и градоначалник повеќе мандати или заменик градоначалник архитект. Имавме посета и посета имаше една прекрасна средба годишна на архитектите од Македонија, беше гостин наш битолчанец Крис Најдовски, кој е заменик градоначалник на Париз. Кристоф Најдовски, да, кој е заменик градоначалник на Париз. Млад човек во зрелите години, кој е баш задолжен за таа зелена агенда за урбано живење и така натаму, како заменик градоначалник на Париз. И сите го установивме тоа што и вие го кажувате, дека современиот начин, современите урбани градови, центарот од градот или по тесното градско подрачје треба да е ослободен од автомобили. И тоа е наша тенденција. Затоа во еден дел го ослободивме, да речем, и просторот за дијат. Наша тенденција, иницијатива е да го ослободиме и паркингот на плоштадот Гоце Делчев. Значи, нигде во центарот на градот вие немате таков паркинг, тоа е фактички плоштад. Плоштад. Не треба ништо да има посебно таму. Плоштад. Коцка, како што си е средено, да биде така како што е во многу светски градови, што помалку возила. Меѓутоа, постои една друга една друга работа на луѓето да ги дестимулират, да доаѓаат со коли во центарното градско подрачје. Да ослободите центарот, треба да имате алтернатива. Точно. Како ќе дојдеме, ќе ти речи, во градот, или каде ќе паркираме ако нема во центарот, значи мора да им понудите алтернатива. Алтернативата е градски сообраќај кој јас како дете и родителите ваши или повозрастните и денес има градски сообраќај, ама тоаш имаше јавно предпријатие Транскоп беше, каде имавме ние армоники автобуси, не мора да се армоники. Денес сме со намера, скоро се надевам дека тоа ќе го реализираме за набавка на наши автобуси, градски автобуси, еколошки, современи, кои ќе возат по нашите улици, ќе ги ослободиме, зашто сега работиме со оператори, луѓе со кои склучуваме договори, еден ја држи единицата, најавен тендер, тој двојката, тројката. Се одвива тоа онака како што се одвива, пред објавување сме и на апликација, и за тоа ќе видите, уште е во фаза на тестирање, апликација со која точно ќе можете на мобилниот да видите кога на постојката ви доаѓа, поставени се GPS-и во сите
линии кои се и тоа ќе го објавиме скоро јавно. Прв пат официјално еве кај вас може би го кажувам. Како апликација која изработивме заедно со пријатели наши, ќе ги промовираме. Значи мора да имате градски сообраќај, сме со намера да го подобриме градскиот сообраќај, што повеќе луѓе кога ќе знаете вие дека го гледате автобусот за 5 минути ви доаѓаш, зашто би доаѓале од Брусничка пример, ама да знаете дека ќе дојде. И да знаете дека ќе биде редовен, и да знаете дека нема да го чекате да мрзнете пола сат, него ќе видите кога доаѓа и дека тоа е една динамика која ќе се тогаш ќе можеме да го слободиме, значи точно сегде во светот. Чарето е многу решението е многу едноставно. Максимум 2 сати во центар на градот, 100 сатот пример, и го решавате, ама немате алтернатива за сега. Еве јас не сум шофер. Изнајмување, извинете, на точаци. Рентање на точаци. Или овие електрични тротинети. Малку е тротинетот е небезбедна работа. Јас го продадов. Тоа е небезбедна работа крајно во градот, пошто со ваквиот начин на према сообраќајот, без заштита. Ама рентање на велосипед, да вие можете од пример Брусничка да си земите да го оставите овде во центарот, да завршите работа, поземите друг, да се вратите назад, нешто слично мора нешто да правиме зашто се едноставно се угуши. Сега гледам во Франција исто има и изнајмување на електрични коли, малечки што се само за во центарот да свршиш работа и да си ги однесеш дома и да ја вратиш колата. Сегде во центрите. 5-6 евра е сатот. Сегде во центрите, во поголемите градови, во да не речам во туристичкиве центри. Е лудост со кола да влезете во град. Премногу скапо, неисплатливо, а во некои е тотално забрането. Тотално забрането во некои. Лондон на пример само електрична кола сме да влезе во подснегните. Ама затоа треба да имате сериозна алтернатива. Тоа ми беше мене прашањето, веќе го почнавте. Никој од претходниците ваши и долго време не беше чепнат урбанистичкиот план. Вие сте единствен што го отвори на маса. Треба да се отвори, да. Многу работи. Гледаме дека почна да се менуват и почна да се планира иднината на Битола. Гледам веќе се почнуваат улици што треба да поврзат одредени делови во градот, кај што се на пример не знам, имаме само една алтернатива. Ако се затвори таа улица, нема проток, нема кружење на сообраќај, значи фали улица измеѓу. И така натаму. Тие работи полека гледам дека почнаа да се работат. Во Златен Рид се викаше новата населба. Еве имате противпожарна станица, градинка се прави, не знам како е планот, може има болница, има трговски. Дали смета дека Битола би се развила во еден поголем град, во смисла на како Скопје, да имаме пример општина Златен Рид, општина Битола, во град Битола, дали би се развила во поголема, повеќе општински, да речам, урбан дел? Точно со тој генерален урбанистички план предвидени се такви урбани центри. Так. Како што и викаат, претпоставувам дека во многу блиска иднина ние, знаете, сме пред почеток се прави планската документација за новиот спортски, ајде да го наречам, комплекс, така е спортска сала која наве граѓаните и на сите анкети ја бараат. Таа би била негде во Нова Битола, во тој дел каде што се сега Бавчи или Нивиот, значи во длабина на веро таму, во делот каде што Крши Кеопс се ослободија гаражите, тоа е улица. Таа е улица Борис Кидрич. Баш за тоа нешто прашувам, да. Тоа некогаш во некогашен план било предвидено таа улица да направи спој со Борис Кидрич, сегашнава Ватко Миленковски или како се вика, која е врви кај Обител. Меѓутоа, сега не можете ви да го срушите градското јадро за да направите толкава, ама тоа би било еден дел. Кај Кеопсот е предвидено да има планска документација се работи да биде новиот објект на Лидл. Лидл има еден веќе готов, планираат овој вториот и бараат локација за трет. За Битола трет? Да. За вие, ако мене ме изненадува. Да. Тие се сериозна компанија, кога тие анализирале, дека длабоко анализирале, тие нема сигурно да се залетаат во нешто, дека градов има перспектива, јас тоа прашувам, како ќе купува, кој ќе гледаме трговски. Свесни дека сите битолчани пазариме во лерин моментално. До новиот кам се гради повторно
еден комплекс објект на Камлик е што ќе биде тој повторно како трговски центар замислен, близ веќе обстојува, значи градов има перспектива. И уште едно најфутуристичко прашање, дали можеме да се замислиме некојаш независна Битола? Држава во држава. Да бидеме независни од централната власт и дали Битола би можела да функционира така? Битола со рампа. Дали имаме можности, зборувам за финансиски, во поглед на луѓе, во екипи и така натаму, да функционираме како едно Монако или не знам кој таму има градови и држави? Не, сигурно не. Меѓутоа, вака, видите, стално кажам, локал патриотизам е нешто што ние можеме да направиме најмногу. И тоа не е греф, ако се каже. Што значи тоа? Да си усакаш градот, максимум да направиш да се реализират, максимум средства да привлечиш од државната каса, освен она која ја имаме тука локалната. Тој закон што за децентрализација ние честопати како градоначалници го иницираме, што повеќе самосталност да има во делот на финансиите, тие издвојувања од ДДВ-то, поголем залаг да оди на градовите, за да можат да имаш едноставно поголема слобода во менаџирањето. Нормално тука треба исто голема контрола, меѓутоа велам, Тешко е со контролата. Не може тоа да биде така, али љубовта према градот, дури и оние кои не се во градов кои заминале, да се вратат, да помогнат со идеја, со финанси, да инвестираат тука. И мислам дека, ама кога ќе видат дека одат работите на добро, без разлика кој не зборувам за мене, мислам дека ќе се охрабрат и многумина ќе се вратат. На многумина млади кои отишле, може би име малку и страм да се ќе се свати тоа како неуспех, макар да многумина кои заминале, велам заминале вистина од системот, ама не го оправдувам некој да оди да шо јас во Макдоналдс да прави кебапи. Тачно. Тоа не го оправдувам, мислам не може да му убеди човек дека е тоа подобро, отколку да отвориш овде сендвичара и да го правиш тоа или како да ви кажам, нити вие се родивте специјално, нити сте така професионално водители, не знам, меѓутоа се обидувате да направите нешто кое граѓаните ќе го препознаат, па ќе се борите на пазарот. Тоа е тоа што ни фали во секоја област. Убав предизвик за секој. Тука пак се враќаме на младите, системот. извинете, со вестникот, со како беше Битола, Daily Press. Значи беа кај нас, младиот дечко кој и сега со нас тука во студио, да речам, јас се одушевив на идејата. Ми го покажаа дали можеме дојде луѓето најкоректно, вели кај што треба да направиме, како да се регистрираме, да плаќаме во градот, значи не надиво да се постават и да работат. Јас се одушевив и тоа е тоа што ни треба и што ќе го препознаат граѓаните. Да. Пошто времето не гази, едно кратко прашање, мислам прашањето е може за елаборација поиќе, ама на поможност пократок одговор. Детското одморалиште, јас кога бев основно не носеа второ, трето, четврто, петто, имавме ни незаборавни до ден денес моменти од таму, јас за мене кажувам, а предпоставам колку луѓе и од цела Македонија имале свои спомени, дали може да очекуваме, дали има некој проект за детското одморалиште. Затоа што знаеме колку време седи, не се мрдна од таа мртва точка. Има нешто за детското? Интересни прашања наметнувате. Не прашања, велам, значи буквално се поклопуваме, тие се размислувањата од граѓаните, од луѓето и значи во детското јас во мое второ одделение и нема, ми се чини дете од Битола кој во текот на основното образование не бил таму. Тоа е правено, не знам колку знаете, ги има тие податоци. 1925 година. Го правеле, во кралството уште Југославија. Го правеле како неколку имале во тогашна СХС, во тогашната држава, како центри за рехабилитација на прекрасна висина избрана таму која е 1200-1300 метри надморска висина за
болни, за слабокрвни и така натаму, деца, Астматичари, направено, да. тоа бе астматичари, тоа било прво една барака, па неколку бараки кои се изградиле во тој период кога бев јас во второ одделение, бе бараки, само не беше онај зиден тврда објект, градба, тврдата градба, после тоа таму дури и полуматурската ја правевме, знам, своевремено. После се реновирано е, меѓутоа од 2015 до сега тоа не работи. Значи колку е се тоа? 10 години не работи. 25-та, 925-та правено, сега сме 2025-та. Значи има голема и тоа им го, да речеме, еве го пренесовме на централната, да речем, власт, дека е добро тоа повторно. Ние еднаш го баравме да го добие општината, макар да тој и да го добие општината огромни средства треба да се тоа рестартира, да се направи. И апелиравме еве и сега дури скоро пред нема месец дена да најдеме начин дали тоа Министерството за труд и социјала или тоа таму негде така би лоцирано, би го реобновило. Дали е можно да постои таков објект повторно за детска заштита која ќе едноставно децата ќе бидат субвенционирани од државата. Или па тој објект некако со јавно-приватно партнерство ќе го земи некој приватен, главно жално е таков објект. Да, не само за исто како што е битолчани. жално за Копанки. Јас сметам Копанки е навистина и страм за градот, еден објект кој е на ниво на поголема куќа, се мачиме, добро, тоа е собственост на планинарски спортски клуб што е ПСК Пелистер, ние помагаме, гледаме колку што може повеќе да се направи, не можеме се да инвестираме и тоа ќе правиме се, дали со некој донаторски да се доформи тоа, луѓето кај да имате еден чај да се напијат. И затоа викам не само за битолчани, тоа влечи туристи. Ете пред неколку дена бев со пријатели од Охрид и викаме не идам често битола. Последно бев вика во детското одморалиште како дете ми ме е донесено. Значи сепак некои луѓе тогаш ја виделе прв пат битола, ги носеле од училиште. Од цела Македонија. Наставало природа одржуваја таму. Наставало природа, тоа и плюс дружба, тоа дете ќе социјализација. потроши, ќе Значи тоа не купи е само за нешто. зима, тоа е лето-зима. Објект што може да работи Во лето има наставало природа се 365. одржуваш. Настава природа и тоа ни треба. Наместо да одиме, мислам, до градов ние тука на колку 12 на километри е. 13 нека е, 15 Работиме нека е, тоа е кој ништо. велам и како држава и како треба малку по интензивно сите да се вклучиме во тоа, велам, затоа велам љубовта према да притискаме. Едноставно да бараме, да притискаме и да го извојуваме тоа што е. Што нашите татковци, дедовци некогаш го речам многу такви објекти, да не зборувам за хотел Битола кој е руина во да не речам сега веќе и центар може да се. За нецела година се претвори во руина одма. И тоа беше таков објект, никој не знае зошто е тоа така. Повеќе работи се го играат, друг пат ќе дебатираме на некои такви теми. Посериозни Ме сега. интересира вака, како за крај, со кој проект би се гордееле по завршување на вашиот мандат? Нешто што стварно ви е мило што го завршивте, а за кој би било жал што еве смета дека нема да успеете да го завршите додека сте на оваа Во првите функција? 4 Да. години. Ако има таков, може и да нема. Не видете, скоро ја гледавме баш и програмата која беше скоро сите работи со кои сме излегле пред граѓаните, некои се завршени, некои се во фаза на реализација, некои се пред отпочнување, например, еве училиштето во Буковска населба, се трудевме да најдеме објект адекватен да е на потребите, зашто таму немате потреба да направите огромно училиште, да се направи со паркот Сумгорчо една површина која беа ниви или кој можеби некој имаше некаква друга замисла да биде нешто друго. Ние направивме зелена површина и таму еден прекрасен комплекс заедно со терените во Елпида, Караманди, заедно со детската градинка ќе е тука еден прекрасен простор нов кој битолчани не мора да додат во тој дел од паркот или кои слегувале долу, сега ќе имаат некаква. Првата недела Тука кога се крена снегот, паркот беше препол со родители, со деца. Секој сонце е таму луѓе морало да слезат до долниот парк за да и прошетат против пожарната станица, значи Битола има од 1800
дали беше 36-та, 37-та, не ме држете. Прва на Балканот има противпожарна станица. Еве конечно ќе добиеме уште еден дислоциран објект таму. Тоа е, мислам, многу Ќе се премести гледате. од, Па видете, веќе било. во секој случај не знам дали би го напуштиле и овај стариот, сигурно би постоело зашто градот е веќе зголемен и сега додека вие стигнете на Нова Битола или нешто, отиде работата. Значи, тоа треба да се опреми сега, втората фаза е пред завршување. За обиколницата која, еве, со тој од Светска банка проектот ја правиме кај новата зона, таа добива веќе живост и на вредност зона која постоеше уште од на времето. Значи индустријска, велам, да. Бурса кој ќе се направи, јас. Значи таму се објекти кои веќе заживува, Симпекс е таму, Битола Тек, старите објекти, има многу субјекти кои работат таму. Кој што му треба пат. Фустелар кој така натаму, квасарата, пиварата која за жал не работи, и тоа е еден излез. Патот кој еве Бектеленка го прават, скоро беа и тие помина, дојде ни објаснија што прилика ќе се работи. Ќе има и заобиколница една која ќе оди паралелен пат према грчка граница со постоечкиот. Така да Битола ќе се растерет од капацитет. има капацитет. Имаме се уште луѓе, имаме млади луѓе кои работат. Индустријската зона функционира, Кромберг не е таму, има и заинтересирани други. Значи не останува да отвориме Brainchild, младите германци прават една прекрасна таму фабрика веќе ќе инвестиција за параглайдери или крила. Интересен, многу интересен проект. Ќе треба со они вака да додите да ги запознаете. Затоа викам, Интересни значи, млади луѓе од Германија кои линијата до грчка граница, железничка и да влеземе во Европска унија. ние влезени сме, ама Понапред сме малце. Да. Јас една забелешка сега, не забелешка, еден апел имам на Муко 168, ако не се лажеме, на другарка, не се мажи дурне клајле бекатон. Да, ако имаат прилика, волам на Муко 168, 164. ако дојде до тоа работата, да ја мажиме, да ни биде За да не игра невеста вокала. Да, поздрав Елена, ете, реков. да, има многу места вистина, тој дел посебно. Да, се смеам. Во секој случај работа ќе има цело време, вие работите, работеа и пред вас, ќе работат после вас. Јас секогаш велам континуитет во работата. Континуитет да има. Никогаш нема да кажам дека претходните биле вака или така. Можда можностите биле такви или било како. Многу градоначалници поминале, можда сакаме многу побрзо да оди, секој дал колку што можел. И тоа е тоа. Животот оди понатаму. И за крај, сакам да ве прашам дали повторно би се кандидирале за градоначалник. Еве, скоро 4 години врват, ќе имаме за неколку месеци избори, дали би се кандидирале повторно? Чисто вашата желба са, тоа се Како желба? Не ве прашувам дали ќе се кандидирате како Тоа зависи од информација. партија и од сега. Дали имате желба повторно да се кандидирате? Да, од многу фактори зависи. Видете, слушајки го, точно, од една страна е она што вашиот порив, онај глас од вас што ви го кажува. Друга страна и граѓаните, тие одлуката ја носат. Низ многуте средби на граѓаните даваат подршка, мислам, луѓе кои искрено ви кажуваат, значи не се тоа. И се чувствува. Не велам, тоа се чувствува, не зборувам за партија или така натаму. Кажуваат, терај тоа што го работиш, доврши ги во тој дел работите. Во таа насока и моите размислувања се. Сите сме увиделе и тоа го знаат луѓето дека 4 години е можеби период во кој вие за една година не можете да се свестите кај сте. Цела среќа што почнавме одма. Јас велам не осеќам никаква разлика од она што го работам денес, во текот на денешниот ден и кога сум почнал таму крајот на 21. Потполно ми е ист секој ден. Потполно ми е ист. Темпото дека сега се намалила, полабаво е сега, легнавме готово, средивме, не, многу има. Само излегуваат работите и проблемите, така да многу работи има уште кои не сме ги довршиле, така да имам сила, работам, не можам сега во овој момент да кажам, али имам сила, имам волја да работам, само ете и да Господ што се вели треба и здравје и енергија имам, мотивиран сум силно во тоа што го работам
не бурџам на никој со никој не сум замерен. Да, замерен сум со некој што ме турнавме гаражата, пример. Да, знам дека има и такви, ама кога ќе го слушате па гласот на мнозинството, кој ви кажува дека некои работи добро се движат, добро се движат, и јас сакам да видим многу почисто, не сум задоволен. Реално, ако земите какво е, уште подобро може да биде. Многу подобро, не уште, многу подобро да биде. Се трудиме и таа да ја опоравиме оперативата, нови камиони ни требаат. Се работи на нова депонија која ќе биде меѓу два региони. Тука гледаме повторно шансата да добиеме нови возила, на десетина се ветени за Битола. Велам автобусите кои сме пред набавување и тоа е едно од работите градскиот сообраќај да го имаме. Прочистителна станица треба да се прави во Битола. Проект кој е пред завршување со огромен проект, 40 и кусур милиони евра е, со европски средства, европски пари, тоа ќе значи многу. Сите отпадни води, петтиот канал конечно да се затвори во смисол да не чувствуваме таа реја и луѓето во Крабари што ја чувствуваат. Многу има предизвици, многу има работа. Велам, само Господа ни дај здравје на сите и тоа го посакувам на сите. Добар тим на луѓе кои сакаат да работат. Отворен повик имавме кај вашиот Мики во југото, едно вработување најдовме. Стално го кажувам, вака гостував кај нив, имаме време, така? Да. Гостување и ме прашуваш исто, кои се вашите проблеми, сето тоа кажувам дека недостиг имаме на кадар. Градежни инженери, архитекти, отворено и кај вас се ќе кажам исто. Мулам кој е, нека повели кој не се осеќа него утре ќе биде вработен. По 2 дена девојка една доаѓа таму. Млада девојка ден денес е во општината. Градоначалникот кај бев, излезе моментално на терен бевме. Ме прашува на капијата, вам држете, а тука немој да си оди. Девојката ден денес е вработена. Браво. Работи таму и ќе настојуваме да ја задржиме, да го официализира градежен инженер. Затоа еве и од кај вас отворен повик. Има место во општина уште за нови? Има, за градежни инженери, за архитекти, добри кои ни фалат, значи ни треба млади луѓе, доста е смената структура, доста млади има кои сакаат да без разлика на политичка некаква нивна определба. Само да сакаат да работат, да си осакаат градот, да останат тука. Одлично. Браво. Нас ни беше мило што денес ви имавме за гостин. Големо задоволство, затоа што можевме да поправиме мојовет за некои работи и нас што не засегат и да добиеме директни одговори. Сепак градоначалникот да ни дојде на гости во нашата емисија за нас значи. Дали ќе бидете денес вие, утре некој друг, не е ни битно. Сакаме да ви посакаме многу успешни проекти, па и да ви посакаме и уште еден мандат. Тоа сепак ќе видиме од вас зависи. Кумба ти И од фамилијата. И од фамилијата. Ако да, И од фамилијата, дали точно. може. Јас би сакал за крај да му направам еден квиз на градоначалникот. Да. Чисто да разбиеме монотонија, да видат дека не сме само толку сериозни. Не бевме Не извинете Јас- ако бевме премногу сериозни. Супер е, јас сметам дека Ама теми колку сакате. местото си го имате тотално заслужено, улогата што ја имате во градот, но еве да ве тестираме еднаш преку квиз, колку знаете за Битола. Ние научивме многу од вас денес, интересни факти што ние ги знаевме. Јас најдов неколку и се надевам дека ќе стигнете до 6-тото прашање, кој сака да биде градоначалник и ќе бидете. Кој сака да биде градоначалник? Првото прашање. Како се вика познатата главна улица во Битола? Под А Македонија, под Б Ленинова, под В Широксокак или под Г Маршал Тито? Маршал Тито? Беше, да. Значи Маршал Така. Тито беше, ама Сега е Широксокак, да. По Широксокак. Иначе таа носела секогаш на, не знам, крал Александар или како Да. на времето била, мислам, стварно била ценета како авенија пешачка и секогаш е така. Второ прашање. Како се вика првото видео снимано од браќата Манаки? Под А Македонска свадба, под Б Баба Деспина, под В Живот во Битола или под Г Пазарен ден? Совретеното Баба Деспина. Точен одговор. Мислам дека се 5 султани ја имаат посетено Битола.
османскиот Не пет. сум знаел. Не е тоа случајно. Случајно. Од 1300 и која година таму. Да. До сега. Мустафа Кемал Ататурк, таткото на модерна Турција, бил студент во воената академија во Битола кон крајот на 19 век, која е позната и како воена гимназија или на турски под А муфтија, под Б идадија, под В школија или под Г кемане. Пее се ви давам муфтија или идадија. И дади, бе. Идадија значи гимназија на турски, да. Сум знаел и И така и се И вика. така и Идадија. Следно прашање. Битола има една од најстарите и највисоките саткули во регионот. Изградена е во 17 век, а реновирана уште еднаш во 19 век со висина од околу под А 25 метри, под Б 30 метри, под В 32 метри или под Г 35 метри. 32. 35 може со се Да. крст одгоре. И има уште две најбитолски прашања што може. Битолската тврдина, која во османлискиот период била магазин за муниција и арсенал, а исто така и во времето на ЈНА и се чувал како воена тајна. Изградена е како врвно архитектонско стварување на смилевските мајстори кои го изградиле по нарачка на Валијата. Како се вика објектот? Под А Джепане, под Б Битолско кале, под В Барут куле или под Г Демој. Джепане. Точно. Ама веројатно и Барут Куле би било адекватно. измислив јас. Да го измислите, да. Не бива за турцизми. А, добро е, значи, од Барут, да. Да, Джепане, поврзано со... Джепане и тоа е И последното прашање, античкиот град Хираклија Линкестис е пронајден како римски град од 2 век од наша ера, но тој датира од многу поодамна, како град на античките македонци креиран од Филип II, таткото на Александар, кој го креирал во под А 2 век пред наша ера, под Б 3 век пред наша ера, под В 4 век пред наша ера или под Г 5 век пред наша ера. сам дека втори беше, не трети. 4 век пред наша Да, малку не стигнавте да бидете градоначалник. За тоцко за едно прашање. А скроз за крај пред да се разделиме, ние имаме еден поклон за нашиот ценет градоначалник од Daily Press of Macedonia, ти подготвија едно поклонче. Благодарам. Тоа е ваша слика. Ваша слика. Иако не се сликавте, Јас ќе одам лично да се сликам. добро кажавте дека се сликате на секаде. И Така да најдовме баш на истото место кај што се наоѓаат Супер. слика Е вака. и се надевам ќе ви биде добро Одлично. споменче, да. Да, убав спомен. Одлично ќе си урам. Мене ми беше премило. Денес имавме навистина многу убав разговор со господинот Тони Коњановски. Многу работи така отплеткавме, што ни беа нас во глата заплеткани, а се надевам и на гледачите. И јас од вас научив, еве. Научи, некои работи. секој од секој учи, точно, Да. и мислам дека една многу конструктивна емисија покрај информациите што ги добивме за нашите размислувања како треба да изгледа нашиот сакан град. Дел Од сето од тоа, се што да, колку што размислуваме. можевме. Да. Мислам дека би требало и сите вие пред малите екрани да размислувате исто така за нашиот мил град Битола и секој најдобрите идеи што ги има секогаш да ги споделува. Од општина се отворени, како што кажа градоначалникот, секогаш споделете, дајте го вашето мислење, не знаете кога може да биде употребено и градот да биде поубав. Па ќе одиме сега, ако има господинот градоначалник, една порака кратка до граѓаните и завршуваме со денешната емисија. Повторно до младите за кои еве тука сме, вие сте тие, децата се мои, меѓу нив, оние кои останаа сите тука. Нормално да посакам добро здравје на сите. Ништо повеќе не треба отколку да си го сакате градот. Да, вршете притисок, притискајте, давајте идеи, останете тука. Останете, образувајте се, без образование добро нема ништо. Одете во светот, видете го светот, видете, учете школа, меѓутоа вратете се тука да го примените, зашто нигде нема да ви биде Убаво како убаво тоа. како долу. Како велато на каменот тежи на своето. Најубавиот град го имаме. Не е тоа, велам, фраза која ќе ја кажи секој ќе ви кажи за неговиот град дека е најубав.
ама дефинитивно Нашиот велам, е најдобар. многумина го препознаваат. Мене ми е криво што ние некогаш не можеме да си го препознаеме. Голема тежина има овој град. Ви благодарам Ќе ученици дојдеме до тоа. на поканата, на можноста, ви посакувам вас многу успех, многу идеи, се надевам дека не бевме досадни, крути, Супер беше мисија. не бевме многу градоначалнички, Не така. беше многу градоначалнички. Мене И ми ние е- исто ви се заблагодаруваме. Ја нудиме и нашата поддршка до општината и функцијата градоначалник како функција. Денес сте вие, пак ќе речем, утре може и некој друг, не е Апсолутно. битно, за промоција, за помагање на било каков начин во креирање на тие нови вредности за нашиот град. Ми беше мило што не гледавте, се надевам дека ќе не гледате и повторно со нашата следна емисија. Ние ве поздравуваме денес, толку за денес. Чао. Чао. Благодарам, пријатно.